Тутунари од Ангелци и Градашорци денеска излегоа на протест поради ниските откупни цени по кои се продава тутунот. Истовремено бараат и укинување на четвртата класа, зашто сметаат дека на тој начин ќе се зголеми просечната цена на тутунот. Нека стане од 2 сата со мене, цело лето да бере, па да видиме како ќе он нема да се буне на нашто. А ние лесно намакате и да нагазат. Нека дојде да го произведа тај тутун 2 тона што сум извадила. Нека го даде и он како мене 3 и 4, ако е тутунот за втора. Класа он го дава за 4-та класа. Они неки да го земат, неки да го ценат тутунот. Више тутун што ќе имаме. Јас имам 3 тона тутуна, 200 кила имам да носам денеска тука. Другото што ќе се направи? Зимат тука 4-ка, 3-ка, бе. Дек се тие премиера, дека е таа држава тука да направи малко, бе. Шо това, бе? Как ќе преживееме ние, бе? Ќе трпме голи гладни, бе. Срамота, бе. Шо е това? Немате бе тука. Цяло лето јадеаме горчиляпле. Срамота. Синоќа министерот за земјоделство Аријанит Хоџа беше во посета на Прилеп, каде што со тутунопроизводителите и откупните компании разговараа за проблемите кои се јавија сезонава. И самиот рече дека е незадоволен што не се почитува она што трилатерално го договорија на средбата минатиот петок. За жал, тоа што и јас јавно го кажав, во понеделник не беше испочитувано од поголемите откупни фирми, и нормално дека револтот кај производителите на тутунот прерасна и беше поголем. Заради тоа јас одма денес на нивно барање дојдов тука во Прилеп за да може да се договориме како понатаму ќе се одвива работата. Уште еднаш јавно кажувам тоа што сме се договориле минатиот петок во Скопје, дека до следниот петок ние мора да имаме еден пресек на тоа како се одвива линијата на откуп на тутун, како се одвива просечната цена и нормално заради тоа не сме да има прекин во делот на откуп на тутун. Уште еднаш кажувам дека ситуацијата треба да се одвива во нормална врз основа на тоа што и самите откупувачи ветија дека ќе бидат пофлексибилни во испочитување на правилниците за проценка на тутун и реално гледано денес и така јавно кажавме дека секој што ќе го испочитува обострано договорот, нормално и во делот на вишок од килограми тутун ќе има разбирање кога ќе има некаде 75% од завршувањето на откупниот тутун. Во петокот на средбата со ресорниот министер вклучените страни се договорија протестите да бидат ставени во мирување, а откупот да продолжи. Од Сојузот на земјоделски здруженија, кој ги координира поверениците, порачаа секоја спорна бала да се трне настрана, како и секоја на која ќе се побараат одбитоци повисоки до 5%. До сега се откупени само 1,6%, а лани ова време, кога проценката беше коректна, биле откупени 40% од тутунот. Годинава од самиот старт просечната откупна цена се движеше околу 150 денари, што е скоро половина помалку од просечната откупна цена минатата година.